Почитувани, начинот на кој се прославува Денот на албанската државност и знаме се повеќе ги драматизира меѓуетничките односи во земјата. Веќе цела недела провокативно се поставуваат изнасилено големи албански знамења, се поставуваат споменици и јарболи, без на ниту едно место да се стави државното знаме. Вчера беа промовирани новите простории на Државниот универзитет во Тетово, кои целосно беа прекриени повторно само со албанско знаме. За оваа инвестиција беа одвоени 10 милиони евра од државниот буџет, а министерот за образование не се ни појави. Што беше поважно за министерот Кралев вчера, што не присуствуваше на промоцијата на една од најголемите инвестиции во образованието. Додека граѓаните се прашуваат што им се случува во сопствената држава, најодговорните, председателот се сокрил во вилата на Водно, а Груевски избега во ненајавена посета на Соединетите Американски држави. Груевски Ахмети продолжуваат со својот коалицијски договор за хаос да шират национализам во најизменични интервали, притоа не водејќи сметка за последиците од загрозените меѓуетнички односи. Со овие постапки свесна ли е власта какви пораки на поделеност испраќаат до граѓаните? И за жал неодговорниот однос на владините коалициони партнери почнуваат да го следат и верските лидери во земјата. Изјавата на поглаварот на ИВЗ, Сулеман Реџепи, дека сите албанци наместо во 5 треба да живеат во една држава, е долевање масло на огнот, кој претходно го разгоря Груевски Ахмети. За жал, ништо помалку провокативен не беше говорот на поглаварот на МПЦ, господин Стефан, кој при осветување на црква, наместо верски испрати политички пораки, со кои ги продлабочува поделбите во македонското општество и принципот на секуларност. Верските лидери, наместо својот авторитет кај верниците, да го искористат за смирување на недоразбирањата и да упатуваат пораки на помирување, тие се повеќе да ликуваат на алатка во рацете на нашите неодговорни политичари. Односот на верските лидери последниве денови нема никаква допирна точка со пораките кои истите тие им ги упатуваат на верниците за Великден или за Бајрам. Подкупувањето на меѓуетничките односи на краток рок можеби некому ќе му донесе политички поени, но последиците од оваа многу опасна политичка игра на долг рок ја загрозуваат иднината на Република Македонија.